Благодарам, подпредседателе. Моето процедурално се однесува на тоа да ве подсетам дека ако ви реагиравме неколку пати процедурално во текот на целата измината недела, кога имавме реплики на пријавен колега за говор дека премиерот не е во сала, тогаш оправдувањето ви беше дека немал должност да биде во сала кога некој пратеник реплицирал на колега. Еве сега започнавме со говори, ниту еден говор поминаа 3, до сега не го изслуша премиерот кој што предлага разрешување на членови на влада. Се надевам дека убаво го убедивте вашиот колега Енес Ибрахим да се откаже. Беше пријавен за говор и вчера овде пред сите нас тврдеше дека ќе видиме и тоа како, дека денес ќе дискутира, само што влезе во сала, го виде цела сала, како разговараше со вас и како вие така тивко го убедивте дека ќе му се пријавеле 40 на пратеници за реплики, па не било во ред тоа да ни се дозволи. Во ред е, господине подпредседател, да му дозволите, еве, влегува господинот премиер во салата, да види што имаме да дискутираме, што имаме да кажеме. Заминатиот член на влада кој што имаше предлог да се разреши, исто така беше пријавен еден колега од Социјалдемократскиот сојуз, исто така и него го убедивте да се откаже за збор. Јас не знам на вистина како имате храброст, смелост, лице, чест, образ, овде да седите, да молчите, некој да ви кажува дека не ве бива, вие докажувате дека не ве бива, затоа што апсолутно не сте заинтересирани. Предлог да се разреши член на влада, вие да кажете барем една единствена причина зошто го разрешувате. Ништо, апсолутен молк од страна на владеачко мнозинство, апсолутно отсуство од страна на предлагачот да се разреши член на влада, ама да, опозицијата била виновна затоа што ги кочела процесите. Еве вчера имавте можност да разрешите еден член на влада. Не бевте во сала да гласате за негово разрешување. Што понатаму треба да дискутираме и да кажеме за ова стабилно мнозинство на кое што бројката ќе му раснела? Не, напротив, ќе се соочите со катастрофа. Или ќе ви се намали бројката, или ќе ја потврдите она истата. Само што ги променивте луѓето, бројката ќе ви остане иста. И најмалку им е битна бројката на граѓаните. Во Република Македонија граѓаните немаат плата. Во Република Македонија опозицијата не е виновна што граѓаните немаат плата. Во Република Македонија единствен виновник за овој хаос што ни се случува е единствено човекот кој што избегнува да биде присутен додека дискутираме по негови предлози. Ама ќе дојде ден кога ќе моли тука да го заштитиме, за да не излезе надвор и да не се соочи со оние кои што немаат примено плата само заради неговата небрежност, несовесност и незаинтересираност.